Благодарам. Се работи за законска измена со која што ќе се надмине еден предизвик кој што се појави со усогласувањето на законите со Законот за реорганизација на органите на државна управа. Имено самиот закон за усогласување, односно за реорганизација на законите за државната управа е направен согласно препораките од Европската унија, каде што Република Македонија има обврска да го намали бројот на буџетски корисници од прва линија. Во таа насока дадена е препорака инспекторатите да влезат како органи во состав во министерствата и да го изгубат својството на посебно правно лице. При гласањето на Законот за реорганизација на државната управа и при составувањето на една таква нова поставеност овој пат во државната управа, неминовно се јави обврска да се дефинираат материјалните добра кои што веќе се во можност на располагање на инспекторатите, како мебелот, вработените, превземените обврски на предпријатието кои што ги има со трети лица или со некои економски оператори, секојдневните обврски, и затоа го поднесуваме овој закон кој што е лекс генералис за сите инспекторати, за да дозволиме сите оние инспекторати кои што сега идат под министерствата и кои што ќе продолжат да работат во таа насока да имаат обврска непречено да ги обавуваат своите обврски. На ваквиот начин ќе може да се исплаќа редовно плата и ќе може сите обврски кои што претходно ги имале да ги имаат во состав на министерствата. Дополнително со овој закон се дефинираат и уште неколку обврски од аспект на тоа пријавување на 6-месечни и годишни извештаи, како и тоа кој е одговорен за одредени или определени обврски, дали министерот, директорот и така натака, но и се заоструваат условите за сите оние кои што претендираат утре да бидат на чело на ваквите инспекторати. Ние силно веруваме дека професионализацијата во администрацијата треба да започне на овој начин и со тоа што ги заоструваме условите за да може некој да ги води овие институции, сме сигурни дека ќе успееме да направиме една соодветна реформа која што во понатамошниот дел ќе даде силни резултати. Дополнително сакам да најавам дека во припрема и моментално на ЕНЕР, а и се почнати широки консултации за нов лекс генералис како закон за инспекцијски надзор со цел дополнително да им дадеме независност и да ги ослободиме од политичките стеги. На Република Македонија и се потребни добри закони, но уште повеќе е потребно почитување на тие закони и некој кој што ќе контролира нивната определба или нивната би кажал почитуваност на теренот до ние за кои што и законите се направени. Токму за таа цел сакам да најавам дека во наредниот период по широка дебата, по широки консултации со сите страни во општеството ќе биде донесен нов закон за инспекцијски надзор, каде што сите досегашни отворени прашања ќе бидат надминати и нормално ќе биде усогласен со Европската унија. Ви благодарам.